Во еден од најубавите предели на западниот брег од Охридското езеро, на селото Радожда Струшко, во природните пештери, што се наоѓаат една над друга, високо во Карпите, била изградена пештерната црква посветена на војсководителот на небесните сили, архистратигот Михаил. Главниот, можне неправилен пештерски простор е затворен со ѕидови, и тоа од јужната и од источната страна, и е прилагоден на функцијата на наосот. Поради потребата олтарскиот простор да биде свртен кон исток, овој пештерен храм на својата бочна страна добива апсида. Во целост, денешниот архитектонски изглед црквата го добила во 14 век, кога исто така е насликана со нов живопис. Во внатрешноста, наместа, посебно во апсидалниот дел, фреските едва се распознаваат. Влагата со тек на време уништила цели површини, па затоа денес е тешко да се дадат некои поконкретни оценки. Дел од откриените фрески во припратата потекнуваат од 13 век и тие покажуваат дека помладите зографи кои дошле 100 години подоцна да ја насликаат црквата, не го уништиле долниот слој на фреско живописот и во основа ја почитувале старата тематика. Се наоѓаме во пештерната црква посветена на архистратигот или војсководител на небесните сили Архангел Михаил. Ова црква е изградена и живописана во 13 век, но поради руинираност 100 години подоцна, во 14 век дошле нови зографи сликари и истата црква ја преживописале. Но сепак тие го почитувале стариот живопис, фреско живопис, а тоа се гледа од оваа композиција која е насловена како Чудото во Хона. Овде е представен Архангелот Михаил. Ево оние две фрески 13 и 14 век. Тоа е на легенда, тоа се случило во земјата Фригија, во местото Хона, кога апостол Јован Богослов проповедал христијанство. Тој прорекнал дека на тоа место ќе има еден извор со лековита вода и на тој извор ќе прави чуда Архангел Михаил. На тоа паганите не верувале и баш ова е таа она композиција Чудото во Хона, горе се представени тие пагани, сакале да го уништат тој извор и таа лековита вода и тој храм што бил поставен од Јован Богослов, и тие пуштиле две реки, се гледат оттаму за да го уништат храмот. Но за чудо навистина, како што е чудо и ова фреска што станало во 13 век, се појавил Архангелот Михаил со копие во својата десна рака, гледате ова представа, и тој отворил еден отвор во тие карпи и водата што ја пуштеле овие пагани, неверници, пропаднала и така останал тој храм. Интересно за ова сликарство е што за прв пат ние го откриме ликот на заштитникот на градот Охрид, а тоа е Свети Климент Охридски на западниот зид. До сега не беше познат во литературата, а до него е насликан исто така чудотворецот Никола. Инаку во овој храм што е поставен поради својата местоположба север-југ, на источната страна е направена апсида, се сликани, како што гледате, повеќе композиции од големите празници на Христос и Богородица.
Како што напоменавме, во црквата е зачуван живопис од 13-тиот век, а тоа е фрагмент од композицијата со представа Чудото во Хона, насликано во чест на патронот на кого е посветена црквата, Архангел Михаел. Зографот кој го насликал овој лик ни се прикажува не само како надарен мајстор, туку и напреден творец кој ги излага новите, непознати уметнички идеали, внесувајќи во ликот внатрешна сугестивност. Сочуваниот фрагмент од оваа пештерна црква со ликот на Свети Архангел Михаел има најблиски аналогии во неколкуте охридски икони од втората половина на 13-тиот век, посебно во иконата Распетието Христово од истото време. Пештерната црква Свети Архангел Михаел повторно е насликана кон крајот на 14-тиот век, време кога во Охрид и околината никнуваат многубројни споменици придружени со процутот на сликарските работилници. Благословен гряди во имја Господње. Нема никакво сомневање дека сликарството во наосот и припратата настанало во исто време, а најдобар пример за тоа е композицијата Вознесението на Христос на надворешната страна од црквата. Кога ќе се спореди со стилските особени на сцените во внатрешноста, јасно сведочи за исто време на настанување. Природната поставеност на пештерата во насока север-југ не барала само градителот да пронајде соодветно решение за задоволување на потребите на културната практика, туку пред нив биле поставени посебни задачи. Композициите на големите празници, со некои сцени од страдањето Христово, го заземаат најголемиот расположлив простор. Но поради ориентацијата, како што предмалку кажавме, циклусот е поместен од својата вообичаена и востановена програма. Источната страна на карпата ја добила декорацијата на јужниот зид од наосот, јужниот зид е насликан со представи од западниот и така натаму. Поради својата посебна функција, единствено источниот дел од храмот ја задржува востановената програма на живописување. Тука се насликани благовестиите, малку појужно од нив се насликани раѓањето Христово и сретението. Во долната зона, на источната страна, е насликана фигурата на Свети Пантелеймон и на уште тројца маченици, меѓу кои се светите Кузман и Дамјан, а во продолжение се насликани ликови на три светителки. На јужниот зид е насликана композицијата Успение на Света Богородица, а над неа две допојасни фигури на светители или пророци. Покрај самиот влез, на јужниот зид се представени Свети Константин и Елина, а на западната страна има 5 ликови на свети воини, од кои се распознават Свети Теодор Тирон, Свети Теодор Стратилат и Свети Ѓоргија. Западната страна е украсена со композициите Крштевање Христово, неговото распетие и оплакувањето. Во продолжение на источниот дел од просторот се насликани и мироносниците на празниот Христов гроб. На северниот дел од зидот пак насликани се патронот Архангелот Михаил и композицијата Деизис. На местото каде што нагло се крива камениот свод на пештерата, се добива зидна калота, која има улога на купола над централниот дел од овој пештерен храм. Во темето е насликана допојасна фигура на Христос Седржител, а надолу, по грубите и неправилни површини, се насликани ликови на пророци.
Сликарството во нартексот е подобро зачувано и по својот распоред е соодветно со украсувањето на охридските еднокорабни храмови од средината на 14 век. На источниот зид, во првата зона се насликани Света Недела и Света Варвара, во цел раст. Над нив, во медаљони, до појасно, се представени две маченички од кои се распознава Света Теодосија. Во најгорната зона од источниот зид се насликани композициите, раѓањето на Света Богородица, воведението на Света Богородица во храм и качувањето на крст. Во поголемиот дел од првата зона на јужниот зид е насликана композицијата Чудото во Хона, со делумно откриена постара композиција со иста содржина на долниот слој. Лево од оваа композиција е насликана Света Петка. Во втората зона на јужниот зид е насликана сцената Патот на Голгота. Во првата зона на западниот зид во цел раст се представени Свети Герасим, Свети Антони и досега неидентификуваните во научната јавност Свети Климент Охридски и Свети Никола Чудотворец. Над нив во медаљони се насликани петте персиски маченици – Акиндин, Пигаси, Автони, Елпидифор и Анемподист. Во најгорната зона од западниот зид се насликани големите композиции – Предавството на Јуда, Тајната вечера и Миењето на нозете. На северниот зид е сочуван фрагментарно ликот на еден свет воин. По должината на сводот, од југ спрема север, се насликани во медаљони Архангелот Гаврил, Христос Пантократор, Архангелот Михаил, Старецот на деновите и Христос од Вознесението. Да напоменеме и тоа дека над самиот влез во оваа пештерна црква, во лунета, флорално орнаментирана, е насликан патронот на црквата, архистратигот Михаил, со крилја како јава на конј. Тој со левата рака ги придржува уздите на конјот, а во десната држи меч. Нема сомнение дека помладиот слој живопис од пештерната црква Свети Архангел Михаил во селото Радожда е едно од последните дела на Охридската сликарска школа од 14 век. Во основа се задржани содржајните и иконографски рамки на представите, но сепак се чувствува оддалечување од постарите дела на Охридскиот сликарски круг. Насликаните ликови ја губат племенитоста на сликарската материја, ги напуштаат класичните облици, а композициите добиваат особености на растегната народна расприкажаност. Тивкиот илустративен однос од друга страна го симнува религиозното сиже на фреските од височината на апстрактната богословска ученост и го приближува кон обичните луѓе. Немаме податоци кога во Охрид почнале да се гаснат сликарските работилници, но фреските во Радожда упатуваат на тоа дека се насликани кон самиот крај на 14 век или на самиот почеток од 15 век. Зашто Твое моќта и Твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Свет. Континуитетот на оваа пештена црква продолжува, значи својот постанок во 13 век, па потоа во 14 век во времето на турското владање, а исто така според овој надпис што се наоѓа на овој чесен крст, продолжува и во 19 и 20 век. Од овој надпис се гледа дека овој чесен крст е направен во времето на на епитропот на оваа црква Раде Секулов, а тоа се гледа од и годината 1840. Значи, како што напоменаме, континуитетот на нашето православие, еве во оваа црква, се гледа дека непрекинато трае околу 700 години. Ti, 'Alleluia'. 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 'Alleluia'.
Црквата Свети Спас се наоѓа на околу 2 километри североисточно од селото Вишни, по кањонот на реката Сушица, на местото викано Јавор или Трпезите. Поставена е во една карпа која што од подножието па до самиот објект е со висинска разлика од околу 90 метри и таа е совладана со патче вкопано во карпестиот терен, а во поново време со бетонски скали и железна ограда. Природниот отвор на пештерата се наоѓа на јужната страна и е затворен во долниот дел со камен, во кој е сместена влезната врата. Денес од стариот објект, направен од дрвена граѓа, останале само траги. Ова монашко живеалиште некогаш било поделено на две нивоа. Во горниот дел со адаптирана црквичка. Во внатрешноста на оваа пештерна празнина, на источната страна, една длабнатина е искористена како олтарен простор. Површинскиот простор во внатрешноста изобилува со големи конфигурации на вдлабнатини и испупчени форми на камената карпа, врз која на североисточната страна е насликан фреско живописот. Денес, лошата состојба на живописот се должи пред се на непосредното влијание на атмосферската влага, која за време на влажните периоди од годината навлегува во внатрешноста и предизвикува механички ерозии. Се наоѓаме во пештерната црква Свети Спас или Вознесение Христово. Таа се наоѓа од околу 2 километри североисточно од селото Вишни, по кањонот на реката Сушица и на местото или локалитетот викано Јаворите или Трпезите. Како што гледате, за жал, од овие атмосферски влаги што навлегувала водата, уништен е поголемиот дел од овој фреско живопис, за жал сочувано само на источниот дел, но сепак и она што останало се зборува за едно време, за времето на 14 век, кога во ова пештерна црква престојал монах, еден пустињак кој се подвизувал по целиот ден. Иначе пештерата се наоѓа на околу 90 метра висинска разлика од земјата и таа е совладана со патчина, со камена, во оно време со камени скали. Што се однесува за името, мора да кажеме нешто. Свети Спас, или како што нашиот народ го вика Вознесението Христово, е еден од најголемите 12 религиозни празници. Иначе тој се слави 40 дена по воскреснувањето Христово и секогаш паѓа во ден четврток. Иначе тој настан, значи Вознесението Христово, се случил на Елеонската гора, недалеку од градот Ерусалим, кога во облаци бил вознесен Исус Христос и се скрил од очите на апостолите. Тога се објавиле ангелите и им кажале на апостолите дека како што го вознесте Исус Христос, така тој ќе се врати на своето второ пришествие. Уште од најстаро место, кај што се вознесол Спасителот на човештвото, од најстаро место било почитувано и така уште мајката на царот Константин, кој го признал христијанството во 313 година, Елена, која го нашла крстот на кој бил распнат Исус Христос, направила црква, велелепна базилика во спомен на тоа вознесување, но за жал во 10 век сарацените ја уништуваат таа црква. Денеска на тоа место на Вознесението на Спасителот постои една мала црква, значи на Елеонската гора, и од ден денеска се гледаат отисоци од стапалата како што стоел Христос и како се вознесол на небото. Тоа е за она да знае, така и гледачот да каже дека Свети Спас тоа е Вознесение Христово. Сега би проговорили неколку реченици за овој фреско живопис. За жал, како што напоменав, малче е сочувано од ова сликарство на непознатиот Зограф од 14 век. Во олтарната представа, во олтарните простори на слика на Богородица Спилјотица. За прв пат од сите пештерни цркви на бреговите на Охридско и Преспанско езеро, Богородица е сигнирана со малиот Христос, како го држи во своите раце, сигнирана како Спилјотица. Значи, тоа е Богородица пештерна, значи нагласена Богородица од пештерата. Потоа, поднезе се насликани причестување на светите архангели или Агнец или Мелисмос, како се поклонува на Христос. Од двете страни се големите отци, големите умови на христијанската теологија, Свети Василије Велики и Свети Јован Златоус, по еден ангел и до нив е насликан првиот маченик за христијанската вера, архиџаконот Стефан. Под нив се сочувани само дел од вистина прекрасната импресивна флорална декорација со геометриски фигури и флорални,
а додека на тој дел тоа завршува сликарство. На северниот дел на западниот дел од ова сликарство, од оваа пештера се наоѓаат ликови на светители, и тоа се меѓу нив насликаните најпознати Света Марина, Света Текла маченици и Света Петка Параскева со својата звезда на главата, што значи девственост, невиност, и до нив меѓу нив се насликани најголемите свети врачи, браќата на Кузман и Дамјан, кои погубени се во 3-тиот век, Кузман и Дамјан од Рим. Како што напоменав, значи ова е, како што гледаме, оригинал остатоци од таа црква, и ова сликарство ние по поопстојни истражувања го датираме кон крајот на 14-тиот век. Во апсидата е насликана Света Богородица со сигнатура спилиотиса пештерна од типот оранта со Христос на градите. Под оваа представа е насликана литургиска композиција на светите архиереи и Божјиот агнец. На левата страна е насликан Свети Василије Велики, а на десната Свети Јован Златоуст. Пред Свети Василије се наоѓа архиѓаконот и првиот маченик на христијанската вера Стефан со дарохранилницата во десната рака, а од двете страни на чесната трпеза Христос Агнец го обкружуваат два ангели. Под оваа композиција е насликана драперија со стилизирана флорална орнаментика. Лево е насликана поголема група светители и светителки, а тоа се Света Марина, Света Недела, Света Текла, а потоа следуваат светите врачи, Свети Кузман и Свети Дамјан, и на крајот е насликана Света Петка. Непознатиот зограф не се прикажува како солиден мајстор, кој своите фигури многу вешто ги вклопува во нерамниот простор, поради што тие не губат многу од реалноста на формите и пропорциите. Реален е впечатокот дека насликаните ликови во овие композиции зографот многу вешто ги трансформира преку една монументална форма. Во сликањето на Свети Василије и Свети Јован Златоуст се забележува шематизиран карактер и едно рустифицирано сваќање на ликовите, за разлика во фигурите во горниот дел. Света Богородица, архиѓаконот Стефан и други се настојува да се задржи нешто од монументалноста, посебно во третманот на главите, драпериите и големината на целата фигура. Гледајќи ги типолошките особини на ликовите, доаѓаме до заклучок дека зографот на ова сликарство е длабоко поврзан кон старите решенија, чиј карактер упатува овој фреско живопис на охридскиот мајстор да го сместиме при самиот крај на 14-тиот или почетокот на 15-тиот век. Сумирајќи ги на крај целокупните досегашни истражувања за оваа пештерна црква, би заклучиле дека е сочуван еден извонреден и по својата специфичност редок споменик, каде што човекот, користејќи ги природните убавини, направил едно пријатно култно место за своите потреби. Малку познатата пештерна црква во Ведение се наоѓа во карпестите падини од јужната страна на главниот храм во Канео, посветен на Свети Јован Богослов. Овде се работи за еден релативно мал пештерски храм, кој не можеме да го одделиме од интегралната екзистенција на манастирската црква Свети Јован, со што се укажува на едно поинтензивно монашко живење во местноста Канео и пошироко. Се наоѓаме во пештерната црква посветена на воведение на Богородица во храм. Истата се наоѓа во карпестиот предел под главната црква Свети Јован Канео на јужниот дел, и истата е срастната во околната средина во карпес амбиент, од сите страни обградена. Според фреско живописот, кој е зачуван фрагментарно, од подолги анализи се заклучи дека оваа црква е посветена на воведението на Богородица, и таму има фрагменти сочувани како Богородица, нејзините
родители Јоаким и Јана ја принесуваат во храмот кај Захарие, првосвештеникот, кој е татко на Јован Крстител, како ја прима во храмот за да му служи на Бога. Поради стилските анализи од овој фрагментарно сочуван живопис, ние сме на мислење дека оваа пештерна црква, која била еден мал интегрален дел на главната црква Свети Јован Богослов Канео, потекнува од крајот на 14 век. Така, заклучуваме дека оваа насликана представа не ги следи новите текови во иконографијата на Македонија од 13 и 14 век, туку го поддржува постариот традиционален иконографски модел на византиското сликарство. Начинот на сликањето на лицата, посебно на една од присутните девојки, покажува дека сликарот работи во духот на ликовните разбирања на стилот на палеолозите. Со односот на оваа стилска поврзаност со фреската во пештерниот храм од Канео, може најдобро да се потврди преку известни сличности со некои датирани фрески од Охридскиот крај, и тоа во црквите во Заум, Мал Свети Климент, Света Богородица Пештанска, Свети Константин и Елена и други. Имајќи го предвид ова стилско ликовно поврзување со споменатите датирани фрески од 60-тите години на 14 век до 70-тите од 15 век, се налага заклучокот дека пештерниот храм во Ведение или Пречиста во местноста Канео бил создаден за монашките потреби при крајот на 14 или првата половина на 15 век.